одредени трговски практики, ги викам јас на картелско договарање на цени, кои што ќе значат одреден притисок врз цените, кои што сега ќе се одмрзнат. Дали ако дојде до повторно евентуален пораст на цените, тоа дополнително може да ја подгрее инфлацијата? Повторно да имаме раст на инфлацијата? Јас не очекувам дека ќе видиме значајно поместување кај цените на производите кои што беа предмет на замрзнување. Зошто имаме предрасуди кон странските инвеститори? Грчките инвеститори се едни од најголемите и први од независноста во оваа економија. Зошто кај дел од интелектуалната и научна јавност постојат предрасуди околу идејата за заедничко чествување и одбележување на историски настани и личности? Самото македонско општество, македонските граѓани се доведени во ситуација да се докажуваат што се и кои се во 21. век. Треба тоа да се надминат тие остатоци од 19. век, агендите национални од 19. век и да се остави Република Македонија да биде рамноправна членка на Европската унија. Дека ако дадеме на еден народ повеќе, ние губиме толеранцијата со животот, убавината, правата и припаѓаат на сите. Ако ми дадеме на некого, ние не ги губиме, туку сите подеднакво ги уживаме. Кога системот прави дискриминација и кога системот не дава еднакви можности, тогаш е проблемот. Дали граѓанскиот концепт на Европска Македонија всушност некаде е заталкан? Нашите успешни луѓе во светот функционираат успешно во Германија без разлика дали се нагласува нивниот етнички момент. Гледате Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.